Добро вечер. Вторник, 22 часот и 30 минути, време за вонредна политичка анализа. За вас кои сте мембар и мембар се користите опцијата Membership на YouTube каналот Васко Ефтов. Вторник, 22 часот и 30 минути. За малку ќе заборев дека денес е вторник. Во петокот правевме анализа, прв работен ден оваа недела, нели? Постојат сите предуслови, предпоставки да го промашите денот. Мисля дека понеделник, во последен момент ја правиме вонредна политичка анализа. Се надам дека ќе биде добра и дека ќе влеземе во некој нормален ритам. Како почнавме да правиме анализи на 2, на 3, на 4 дена, излегува дека правењето политички анализи е нешто најлесно што може да се прави во Република Македонија. Во неделата беше интервјуто со Тома Фила. Едно од капиталните интервјуа, не само ова, туку последните неколку телевизиски или YouTube сезони на емисијата во Центар. Не ги гледајте бројките, не ги гледајте овие перформанси што се прават, дали тоа се споделува, дали тоа не се споделува по социјалните мрежи. Овие се интервјуи каде што се или во кои се отварат процесите. Клучното прашање, дали сте го бранеле Адем Дамачи? Не јас, татко ми Филота Фила. Погледнете за каква една вертикала, адвокатска и секаква друга станува збор. Значи нема личност од Македонија, нема личност од Балканот или поранешна СФР Југославија што не бил тамо, што не разговарал, во наводници не се исповедал, не му ги има кажал неговите адвокатски, политички, секакви други тајни. Адем Дамачи е всушност улицата, отварањето на улицата на Адем Дамачи во општина Чаир е основата на заладувањето на односите со тогашната косовска влада на Албин Курти со владата на Димитар Ковачевски, основата на правење на влен или на вреди, дистанцирање од Дуи од Али Ахмети, всушност Адем Дамачи и отварањето на неговата улица во Чаир, односно во центарот на главниот град на Република Македонија. Значи, преку интервјуто со Тома Фила ние всушност покажуваме како функционира длабоката држава. Длабоката држава на просторот на поранешна Југославија. Бијали, удбали, кос, тотално небитно како ќе биде дефинирано името. Разбираме две работи. Дека е многу битно да видиме во Белград дали ќе се случи смена или ќе биде направен ресет. Смена е ако Слободан Милошевиќ и Војслав Шешел бидат заменети со Ивица Дачич или со Александар Вучич. И подоцна тие смени да се направат дали Александар Вучич ќе биде на една, Ивица Дачич на некоја друга позиција. Ресет е ако се ресетира системот. За да не се ресетира системот во Србија, беше атентатот на 12 март 2003 година на Зоран Џинџич. Киро Глигоров прави ресет или се обидува да направи ресет во Република Македонија случај атентатот 1995 година. Лјупчо Георгиевски го заменува Бранко Царенковски, Бранко Царенковски го заменува Лјупчо Георгиевски, Никола Груевски го заменува Бранко Царенковски. Нема тамо ресет, има смена. Има некаков мини обид, доека не му најдал точка на топење на Владо Бучковски да направи ресет. Целата оваа структура на Зоран Веришовски, читај Данило Капетановиќ, влезе или се стави во функција на рушење на Владо Бучковски. Па ајде сетете се како завлакно спаси глава Владо Бучковски тамо некаде летото 2004 година во Струга, општински комитет на СДСМ Струга со хеликоптер го вада. Внимавајте, значи два поранешни големи шефови на македонската тајна полиција, и Зоран Верушевски и Слободан Богоевски, се со потекло од Струга или Срушките села, значи Срушката околина. Што ќе рече дека кога ќе сватиме дали во Белград и во Србија ќе се направи ресет, целата номенклатура да биде сменета, да биде ресетирана, односно длабоката држава да биде или сериозно торпедирана, или сменета, променета или пуштена низ вода, тоа ќе го имаме и во Република Македонија. И под број 2. Погледнете кој е тоа драматично незадоволство на Белград, на Бија, на старата длабока држава од тоа што се случува во Република Македонија. Од Христијан Мицкоски, како вели Тома Фила, Никола Груевски би бил вратен, но не е сигурен дека сегашното раководство или сегашниот премиер на македонската влада би се согласил на тоа. Одговор на такво прашање покажува две работи. Дека длабоката држава помалку жали за времето на Никола Груевски и под број 2, не велат тие ние сме цврсто зад Мицкоски, туку Мицкоски не би сакал да биде вратен Груевски. Во таа игра на зборови, читајте меѓу редови, тоа не значи дека ќе се врати Груевски, но тоа значи дека длабоката држава е сериозно незадоволна од Христијан Мицкоски. Значи таму имате едно драматично, сериозно потврлање и тие самите не беа свесни дека толку може да има потврлање во власта на Христијан Мицкоски и сега се наоѓаат во некој лимбо период, чекаат што ќе се случи во Белград
И во зависност од тоа што ќе се случи во Белград, ние ќе знаеме во кој правец ќе од разврските тука во Република Македонија. Од каде таа нервоза ке Христијан Мицкоски, внимавајте, и кога најдобро, во наводници, кога најдобро му одеше, тој покажуваше на драматична нервоза. Одеше на интервјуа во наводници на пријателски медиуми или пријателски телевизии и освен кој требаше да говори за неговиот часовник или нели вака да прави со раците, тој беше и нервозен и влегуваше после 5 или 10 минути во конфликт со пријателски на расположените или настроените новинари. Ангел Самарамаков, се надам дека го погодив името, Ангел Сарамаков, пред 2 дена, делно обезбедувањето на Мицкоски, одреден притвор, фатен 50.000 евра, оддавање на државна тајна. Значи, без разлика за што е државна тајна, без разлика кој обвинител го апсел, значи без разлика тоа се тотално небитни информации и тоа како велат само ќе ве натерат вие да следите трагата, не да го гледате волко, тоа што ви обяснив пред една или пред 2 политички анализи. Суштината е, кој може да спроведи таква опсежна операција, да ја држи во таква тајност, да не дознае ни Панче Тошковски, да не дознае, да не биде информиран од министерот за внатрешни работи, ниту премиерот. Делно обезбедувањето на премиерот, со пим мерки, снимен, документиран, фатен жив и одредена мерка притвор. Видите, тоа е драматично сериозна операција. Некој што влегол да ја прави таа драматично сериозна операција, тоа го има направено под тепих, под радар, значи не знае ни власта, не знае ни Мицкоски, никој не знае и дел на неговото обезбедување. И ако се вратиме назад, гледате, Љупчо Коцевски, кој беше разрешен од владата, па беше целата постапка префрлена во македонскиот парламент, сега Љупчо Коцевски прави 2 мега операции или стои обвинителството за 2 мега операции. Апсење на 3 последни градоначалници на Кочани, надвор од операциите на Христијан Мицкоски, надвор од операциите на Панче Тошковски, и тоа е првиот драматичен удар на обвинителството или на структури околу Љупчо Коцевски. Тука предпоставам дека Ислам Абази, тука предпоставам дека Гаврило Бубевски, и дека целата оваа операција не можела да биде спроведена ако не било зелено светло од Љупчо Коцевски, ако во тоа не учествува Ислам Абази, тоа е обвинителството за борба против организиран криминал, и Гаврило Бубевски, првиот човек на тоа обвинителство во градот Скопје. Значи, спроведена операција, фатен жив, како велат, во еден хотел во Велес. Значи, целата таа операција спроведена во Велес, тој од Велес. Министерот за внатрешни работи води потекло од Велес. Неговиот прв братучет ја пушта или не ја пушта депешата за убиениот фризер Панче во на убиство, нели тоа двојно убиство заедно со Вања Ѓурчевска, Љупчо Палевски, Палчо. И знаете, ако на крај се добијат одредени информации, кој во врвот на ВМРО ДПМН бил испратен да го води штабот за добивање на локалните избори во Кочани 2021 година, тогаш тоа може да биде една многу феличита приказна. Што ќе се случи, значи ова само предпоставам, само поставам прашање, што ќе се случи ако информациите од врвот на ВМРО ДПМН кажат дека Игор Јанушев, поранешниот генерален секретар на партијата, кој си поднесе оставка за да го спаси Христијан Мицкоски после поразот на парламентарните избори на 15 јули 2020 година, и Панче Тошковски, кој е во кумовски односи со Игор Јанушев, може би биле задолжени за изборите во Кочани, добивање на локална власт во Кочани, тоа е октомври, ноември 2021 година. За 7 гласа се победи. И што ќе се случи ако се појават некакви материјали каде што овие мисици, миротворци од порталите или подкастите, кои сега ве повикуваат да бидете воздржани, да бидете внимателни, некакви белградски шкоди да не ве навлечат на тенок мраз, нешто да направите што не треба да направите, и се слушнат некакви разговори каде што Јанушев и Панче Тошковски може би им дават инструкции како да се однесуваат, што да прават и како да бидат приведени во полициска станица во Кочани, кога ВМРО ДПМН октомври-ноември 2021 година ги добил локалните избори со 7 до 10 гласа разлика во корис на ВМРО ДПМН против кандидатот на СДСМ. И што сака Љупчо Коцевски? Па тој беше разрешен на седница на влада. И таа постапка беше префрлена во македонскиот парламент. Без разлика што сега Христијан Мицкоски рече дека е stornirана таа постапка, во наводници или е замрзната таа постапка, сепак над
главата или над вратот на Коцевски, му виси постојано разрешувањето од владата. И во еден временски период тоа разрешување од владата може да биде претворено во едно трајно разрешување негово од страна на македонскиот парламент. За тоа да не се случи, очигледно Коцевски сега спроведува две мега операции со кои се торпедира бродот на Христијан Мицкоски, насочени против Христијан Мицкоски, насочени против Панче Точковски. Можете ли вие да претпоставите кој е стравот сега кај премиерот Мицкоски? И не само сега, нели, тој страв тој го има изминатите месеци, меѓутоа сега мислам дека ескалира. Во моментот кога тој се чувствува најсилен, се случува Кочани, една трагедија која не може ни да се претпостави, која не може ни да се организира, меѓутоа апсење на член на неговото обезбедување, што ќе рече член на неговиот кабинет, без никој да знае, тога знаете се постава прашањето дали во време на Сашо Мјалков можело да биде спроведено такво апсење. Дали можел да биде уапсен, приведен, мерка притвор на член на обезбедување на Мјалков, член на обезбедување на Никола Груевски. Дали обвинителството би се дрзнало да не го информира министерот за внатрешни работи, да не го информира премиерот. Знаете, кога вие сте на чело на обвинителството, дали е тоа Лјупчо Коцевски, дали Ислам Абази, дали е Гаврило Бобевски, на било која инстанца, дали јавно обвинителство, дали за организиран криминал, дали за организиран криминал на рамниште на градот Скопје, вие треба да бидете многу храбар или силно мотивиран да влезете во таква операција кога со прст му брснувате во окото на премиерот, на министерот за внатрешни работи, кој до пред еден месец толку гласно извикува, што можеше да се слушни дури до Вашингтон, како тие ќе расчиста со судство, со обвинителството, 2% рейтинг, никаква доверба, наши пари, ние ги плаќаме, ние ги контролираме и така натаму и така натаму. И од една шаш. Ништо. Не само што нема ништо, овој без да ги информира, без да имат информации, како сопруг кој последен дознава што му прави сопругата, му апси член на обезбедувањето. 50.000 евра. Можете ли вие сега да претпоставите со какви информации располага Лјупчо Коцевски на следната среда кога ќе оди у премиерскиот кабинет, а мене ми се чини дека по-брзо може да се случи премиерот да оди на кафе пиење во обвинителскиот кабинет, кој ќе му каже меѓу редови со што све располага, какви све информации има, тогаш ми се чини дека Христијан Мицкоски одеднаш ќе свати дека е демократски да се откаже од неговата идеја за смена на Лјупчо Коцевски и целата таа постапка не да биде архивирана или да биде сторнирана, туку да биде поништена. Сите сме стрекни, сите сме задоволни, сите сме деца на цвеќето, знаете. Летат цици, цветаат цвеќиња, све е супер во Република Македонија, сите сме задоволни од судството, сите сме задоволни од обвинителството и во една таква феличита атмосфера кај што сите секој со секој се гушка и се бацува само на Република Македонија, што не и тргнал. Пред 7 месеци во она емисија Ке гори Панче или Панче во оган, Панче Тошковски, всушност не ни предпоставував до каде ќе оди целата таа операција, бидејќи настрана од оваа трагедија во Кочани, настрана од тоа кој во врвот на ВМРО-ДПМН бил задолжен за Кочани, добивање на избори во Кочани, па и Сотир Костов на една телевизиска дебата, кога беше првиот или вториот ден на протестите во Кочани, почна да говори за некакви велешани кои биле таму испратени така натаму и така натаму. Што рече дека преку Велес, а не преку Штип многу често во врвот на ВМРО-ДПМН или во врвот на македонската полиција или во врвот на македонската држава се контролирале процесите во Кочани. Меѓутоа да се вратиме на Панче Тошковски. Дилемата е двојна. Дали Панче Тошковски гори или се фрла во оган за да се контролира Христијан Мицкоски, или Панче Тошковски гори и се пушта низ вода за да се спаси Христијан Мицкоски. Во зависност од одговорот на така поставената дилема, ние ќе знаеме какви се политичките процеси или разврски во Република Македонија. Ако некој проценил дека Панче Тошковски треба да биде пуштен низ вода за да се спаси Христијан Мицкоски, тоа значи дека е во тек одредена операција Панче Тошковски, може би подоцна Игор Јанушев, таа некоја структура околу Христијан Мицкоски, бидејќи како што самиот Панче Тошковски се фали во неговата адвокатска канцеларија, која е на партизански одреди, односно на улицата Партизанска, е штабот кој го носи Мицкоски на Валандовскиот конгрес на чело на ВМРО-ДПМН. Значи, ако се влезе во операција да се пушти низ вода Панче Тошковски да се спаси Христијан Мицкоски, тоа значи дека длабоката држава, олигархијата, се уште
сметаат на Мицкоски, што е помалку веројатна опција и се уште немаат најдено решение кое трајно би го заменила Мицкоски на чело на македонската влада. Бидејќи гледате двајцата последни играчи, и Димитар Ковачевски и Христан Мицкоски, Мицкоски делува само многу посериозно во споредба со Димитар Ковачевски. Иако едниот и другиот се строго контролирани и од длабоката држава и од македонската олигархија. Но ако се влези во процес на пуштање, на рушење, на фрлање во оган на Панче Тошковски, за да се демолира, да се хавариса бродот на Христан Мицкоски, тоа е веќе многу посериозна операција. Таа операција може да се спроведе надвор од ВМРО ДПМН, може да се спроведе внатре во ВМРО ДПМН, може да се спроведува од Будимпешта. Меѓутоа, ајде видете го моментумот. Христан Мицкоски оди во Минхен, безбедносна конференција, одличен настап, како што неговите медиумски трабанти тоа го представија во македонската јавност. Поди на конференција на десни партии, на републиканската партија на Доналд Трамп во Соединетите американски држави, се враќа, прави посета, има средба со Реджеп Тајип Ердоган, па се вади аферата авионот кој го зима од Анталија, ако не се лажам, или Анкара, каде беше средбата со Реджеп Тајип Ердоган, не беше тога во Република Македонија. След тоа во Скопје и целата влада оди со тоа авионче на она владина, меѓувладина конференција или средба или заедничка владина седница со унгарската влада на Виктор Орбан. Заре мислите дека Христан Мицкоски, кој е во топ позиција, оди во Минхен, оди во Вашингтон, се среќа со Реджеп Тајип Ердоган, дека би сакал во еден таков контекст, во еден таков моментум, да оди на средба во Будимпешта со Виктор Орбан? Мене ми се чини дека силите кои го принудиле Мицкоски или го натерале Мицкоски после една таква турнеја, Ролинг Стоун турнеја, како што ги нарекуваше Љубомир Фрчковски на времето, таквите политички или дипломатски турнеи, тие што го натерале Мицкоски да мора да оди да голтни кнедла, да голтни жаба и да се среќа со Виктор Орбан, прито да му ги поставува таму прашањето се сретнавте или не се сретнавте со Груевски, и кога ќе читате Мигредо и кога некој ќе ви постави прашање се сретнале или не се сретнале со Груевски, тогаш сушно ви поставува прашање дали сте се виделе со Груевски да даде одредени инструкции. Во услови кога Мицкоски дипломатски победува, нели, на толку фронтови, тој најмалку би сакал доди на средба со Виктор Орбан и да му ги постават тие прашања. Значи, тие што го натерале да мора да оди во Будимпешта, се многу посилни од Мицкоски и во државата, и во врвот на ВМРО ДПМН. Тие ќе одлучат дали Панче Тошковски ќе биде пуштен низ вода за да биде спасен Мицкоски, или Панче Тошковски ќе се троши и ќе гори за на крај да изгори Христан Мицкоски. И имате опозицијата. Македонската опозиција или читай СДСМ и два настани. Едно гостување, едно интервју и плюс уште едно интервју. Првото гостување интервју на лидерот на партијата Венко Филипче, кој најави тамо некаде за почетокот на април гласање на целото членство на СДСМ за негов реизбор на функцијата претседател на СДСМ. Мене сега ми се чини дека е тотално непотребно гласање на целото членство на СДСМ за Венко Филипче. Мислам дека е добро да поминат локалните избори, можеби во пакет со парламентарните избори, да се види резултатот на СДСМ и СДСМ да одлучи дали е задоволен од така нискиот рейтинг на Венко Филипче, од водењето на партијата од страна на Венко Филипче, или ќе бидат задоволни со некоја ситна тронка, ситна трошка да добијат некое едно-две министерски места, некои луѓе што биле порано министри или премиери да се спасат, да не завршат на топол оброк 3 пати на ден. Венко Филипче се појавува не на национална телевизија. Тамо се појавува заедно со Гордана Силјановска. Треба да се појави Христан Мицкоски, но тој има неодложни обврски, се појавува на некакви трибини во Источна Македонија. Зошто Христан Мицкоски, иако во наводници можеби дал ветување, не се појавува на таа национална телевизија? Па да ги остави заедно Гордана Силјановска и Венко Филипче. Гледате, мини операција. Операција, знаете, тоа пион кој може да стане кралица. Може да стане, а и не мора да стане ако вие добиете утакмицата или го добиете шах над преворот. Значи, реприза на моделот Даниела Арсовска. Значи, Даниела Арсовска, почесен конзул на Унгарија во Република Македонија, тоа не може да се случи без Виктор Орбан, без Никола Груевски. Мицкоски мора да голтни жаба, иако може би сака или не сака, да ја номинира Даниела Арсовска да биде градоначалник на Скопје. Даниела Арсовска постојано се користеше во првата фаза на незината кариера како страшило со кое се плашеше Христан Мицкоски. Ако не биде послушен, Даниела Арсовска ќе го замени на чело на Белата палата. И во одредена операција,
каде што овие шампиони од СДСМ ништо не разбра, ништо не свати, ништо не прочита, чите Никола Спасов кој го води пиерот на СДСМ, успеа Даниел Арсовска ВМРО ДПМН, иако со Бела Чао таа славеше и влегуваше во Белата палата после победата на Петри Шелегов на локалните избори, ја залепија Даниел Арсовска со СДСМ. Нешто слично операција ви се случува со Гордана Селјановска. Гордана Селјановска, каде што се напика сите отпадници од СДСМ во изминатиот временски период, плюс Джевдат Харедини, кој беше министер за финансии во првата влада на Бранко Цренковски, а токму Джевдат Харедини е причината зашто Перо Гошев или Петар Гошев го враќа мандатот, бидејќи не сака да биде политичар за еднократна употреба август 1992 година. Тој Джевдат Харедини сега е советник или член на Советот за безбедност на Гордана Селјановска. И кога ќе се појават на исто место Гордана Селјановска и Венко Филипче, ја тебе Сердаре, ти мене Војводо, да се фалат едни со други, Мицковски го нема, тогаш што може да прерасне, знаете, во некоја операција, како велам, пијано да стане кралица, и Гордана Селјановска, ако почне да прави проблеми, да ја закачат на СДСМ и на Венко Филипче. Кога вие ќе ја сведете СДСМ и партијата на таков историски минимум, да не речам на таков историски дебакал, и кога ќе почнете да се борите, да бидете прифатени како најсилна опозицијска партија, не како најсилна партија во Македонија, туку како најсилна опозицијска партија, па ќе се борите со ДУИ, па ќе се борите со Левица, ќе се борите самите себе си докажете дека вие сте всушност главната опозиција во Република Македонија, тоа ќе ве мачкат на лепче како маргарин, како мармалад, како што сакаат. Бидејќи излегува Венко Филипче и спинува дека тој на лидерската средба кој никако да се најави до снимањето нова политичка анализа со Христијан Мицкоски, дека тој на таа средба ќе му понуди на Мицкоски да има заеднички кандидат за градоначалник во градот Кочани. Па излегува Мицкоски и вели, уште не се поминати 40 дена. Значи, тој му сугерира. Тој го мести Венко Филипче да го даде таквиот или да спинува со таков предлог, и од кога го налетува Венко Филипче да спинува со таков предлог, излегува Мицкоски и вели, па уште не помина 40 дена, не помина 40 дена на тага, на жалост и така натаму. Рано е да се размислува во тој правец, рано да се размислува за такво прашање. Гледате, на таква ден дупка е сведена СДСМ. И излегува првиот човек на градска организација на СДСМ, мој пријател, дава интервју, ничим изазва, никако вели, виновен е газдата на дискотеката Пулс во Кочани, види богати. Значи, не е, гледате, амнестира полиција, не е виновно обезбедување кој контролира врата, кој контролира бело, не е виновна полиција која требала да интервенира, виновен е газдата. Па тоа е оно што на Телма ви окажуваат. Тефтерот на газда Деко. Тоа е оно што Панчев Тошковски ви го спинува и сега се појава првиот човек на градска организација на СДСМ, паркира на Бихачка и ви вели виновен е газдата. Стаклена волна требало да биде сменета и требало да биде покрив кров кој чини 20.000 евра да може да се отвори, тогаш немало да има пожар. На тоа е сведена СДСМ. И малку да ја прошириме рамката. Марин Ле Пен, главниот евроскептик, картата или адутот на кој сите евроскептици се кладеа или вложува пред една или пред 2 години кога беа претседателските избори во Франција, порази од Емануел Макрон, најголем евроскептик, а пред 2 дена фатена со рацете во медот како трошела незаконски европски пари. Има ли поголема политичка перверзија? Да сте главен евроскептик, а да сте фатени да завршите политичка кариера како што сега работите, или да завршите на топол оброк 3 пати на ден, фатени како трошите европски пари. И станува Москва и вели се гази демократијата во Европа и во Европската унија. Немавате Москва која не може да спроведи нормални избори. Тој што ќе му се спротистави на Владимир Путин не завршува на топол оброк 3 пати на ден. 2 метри под земја или тамо во на река што течи низ средината на Москва. Па после спомнуваат Романија, па АФД Германија, па спомнуваат Италија, па спомнуваат Франција. Меѓутоа, суштината е ефектот Доналд Трамп. После победата на Доналд Трамп, сите овие евроскептици, десно ориентирани политички структури, кои не ја сака Европската унија, кои со едно око гледа кон Кина, со друго око гледа кон Русија, сега сите гледаат кон Доналд Трамп и Соединетите американски држави. И се предпоставуваше дека врз база на ефектот Доналд Трамп дека направат растур систем, меѓутоа резултатот е сосема обратен. Осем во Полска, каде што овие про-Трамп структури малку се крена, меѓутоа не се ни приближно доволно кренете да бидат против конкуренти или конкуренција на Доналд Туск во Полска, во сите други држави
тие десни структури се намалуваат или поминуваат ни сериозни премрежја. Во Хрватска ХДЗ после 5-6 години прв пат на анкетите заостанува за 1 или 2% зад социјалдемократите во Хрватска. Реџеп Тајип Ердоган, видите, кога тој не успева да го реализира моделот министерот за надворешни работи или поранешниот прв човек на турската тајна полиција да биде негов наследник на претседателската функција тамо некаде за 2 или за 3 години, и кога веќе станува јасно дека Реџеп Тајип Ердоган по 4-5 пат ќе треба да трча некоја претседателска трка, 3-4-5 пат, тоа веќе е тотално небитно, бидејќи тоа е како некаква временска башина, како перпетум мобиле, нема замена на Реџеп Тајип Ердоган, и бидејќи тој се чувствува несигурен дека може да го порази градоначалникот на Истанбул, го апси градоначалникот на Истанбул. Гледате, там структурите низ какви перипети поминуваат во Република Србија. Какви перипети се случуваат во Германија, па Марин Ле Пен во Франција, па во Словачки, така натаму и така. Натаму гледате Христијан Мицковски, може тоа не е политички мотивирано, може би тоа почнува со хаваријата во Кочин, меѓутоа и пред хаваријата во Кочин и целата таа структура се соочуваше со сериозни предизвици како да го задржи бродот и да го носи бродот во одреден правец. И наместо Доналд Трамп да биде буст, да ги пустира сите десно ориентирани процеси, тој ја зајакнува Европската унија. Тој ја зајакнува европската сила. И тоа што се случува во Франција, тоа расчистување во наводници со криминалот, или како вели Илон Маск, левите структури секогаш политичките проблеми и процеси ги решават со апсење, па нешто слично ќе се случува и во средна, и во западна, и во источна Европа, или на овој исток на Европа, или на западниот територијата на Западен Балкан. Значи тоа што се случува во Брисел, тоа што се случува во Париз, тоа неминовно ќе дојде во Република Македонија. Ајде малку да ја прошириме рамката. Што се случи кога некаде на крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години доаѓа до растурање на Советскиот сојуз и доаѓа до растурање на КГБ? Каде завршува сите тие структури на КГБ? Тие беа дел или на тие структури кои стана или се трансформира во руската олигархија, или ја направи руската мафија. Не велам дека тоа ќе се случи во Соединетите американски држави. Меѓутоа тие структури во ЦИА, во УСАИД, кои се намета на удар на Илон Маск и на Доналд Трамп, тие ќе седат во некое село во Тексас, ќе чекат да бидат сменети или ќе се организираат. Па тие што ќе се организираат ќе ви длабоката држава наместо во Вашингтон, сега ќе ви се префрли во Брисел и во Европската унија. И тука ќе се водат процесите. Ако тие ги добијат процесите, тогаш целиот тој процес ќе се врати назад на територијата на Соединетите американски држави. 1967 година Де Гол, тие студентски протести во Франција, па студентски протести во Југославија кои завршуваат со оние Вудсток операции, сите тие операции со војната во Виетнам на територијата на Соединетите американски држави. Така ќе и сега процесите. И наместо Доналд Трамп да го поклопи политичкиот моментум, тој ќе катализира процес кој на крај лесно може да се случи. Да има бумеранг и врз Доналд Трамп, а по 10 или 15 години тоа да заврши со некоја реганоманија и некој нов Роналд Реган кој ќе го погреба тогаш Варшавскиот пакт и Советскиот сојуз, а денес Руската федерација на Владимир Путин. Го слушнавте ли ставот на меѓународната заедница, Брисел да излезе, Европската унија, да упатат порака или препорака како да се однесува македонската влада? Дали го слушнавте ставот на Општински комитет на ВМРО ДПМН Кале или Американската амбасада? Дали го слушнавте ставот на председателката на Унија на жени на ВМРО ДПМН, читај амбасадорката Ангела Агилер околу оваа трагедија во Кочани? Да даде инструкции што треба да прави македонската влада, како треба да работи, да соработува или да се организира македонската влада. Па жената не го напушташе македонскиот исток кркајки пастрамајли, сега ниту отиде, барем до снимање нова политичка анализа, ниту пак даде одредени инструкции што треба да прави македонската влада. И кој имате една таква ситуација, пифтија ситуација, каде што не се знае кој јади, кој пие, Калето е тотално обезглавено, бидејќи чека да види што ќе се случи во Америка, а тоа бога ми ќе биде еден долг процес кој ќе трае неколку години и на крајот може да заврши со неверојатни политички разврски, а овие кои славеа пред неколку месеци да бидат на крајот разочарени, ќе видиме што ќе покаже времето. Во такви услови е иманентен стравот ке ВМРО ДПМН. Па сака да контролира, гледате, студентски процеси,
па овие снимки преку Zoom апликацијата, па фатени, па пуштени во македонската јавност, па некакви видео снимки кои се пуштат во македонската јавност, па синдикатот, гледате, фронтална битка со синдикатот, како синдикатот да е главен во државата, како главната опозиција во државата да биде синдикатот, наместо да дозволат една нормална синдикална борба. Од таа синдикална борба сите ние да бидеме стрекни, задоволни, бидејќи на крајот сите ние работиме за некоја плата и сакаме тие плати да бидат нормални, да бидат објективни, меѓутоа да бидат во корис на работниците, а не бидат во корис на олигархијата. ВМРО-ДПМН се обидува да контролира процесот и се однесува како стон во продавница за порцелан. Стравот е евидентен, прито тоа не е страв од опозицијата која не постои, која е ставена дакта, која е растурена опозиција која не може во наредни 10 години да стане некој сериозен политички субјект, туку е стравот од процесите кои те не ги контролират. Клучно ке ВМРО-ДПМН е да ги контролира процесите. Во оној момент кога ВМРО-ДПМН ќе изгуби контрола на процесите, знаете, долга е раката на ВМРО, тога се тие несигурни. Во оној момент кога тие ќе станат несигурни, немат контрола на МВР, немат контрола на процеси, немат контрола на јавност, немат контрола на опозицијска јавност, никој од Европа ништо не бара од нив. Дали вие сте слушнале некоја изјава на некој еврокомесар, министер, премиер, да бара нешто од Мицковски, да бара нешто од македонската влада? Молкот е најстрашно нешто што може да се случи во одредена политичка гарнитура. Вие да се силите, целата кампања да ја развивате на конфликт со Софија, на конфликт со Грција, нема да дозволиме Преспански договор. Нема да дозволиме Бугари во Устав на Република Македонија. Ќе ослободиме Македонија од окупацијата на Али Ахмети и на албанците Ембега, овој што беше вице-премиер Артан Груби, и не можат не да го вратат, не можат да дефинират кај се наоѓа Артан Груби. Гледате, ако Артан Груби да е некако зрно песок во Сахара, па никој не може да го најде Артан Груби. Овие наши служби, овие пријателски, сојузнички служби, имаат или немаат информација? Им достават или не им достават информација кај се наоѓа Артан Груби? И кога тие процеси не ги контролира ВМРО-ДПМН, тогаш ВМРО-ДПМН е помало од маково зрно, бидејќи ВМРО-ДПМН е силен секогаш кога со полиција, со страв, со закани, со репресија и со многу пари ги контролира процесите. Знаете што може на крај да се случи? Ај тоа ќе анализираме во некој од наредните политички анализи. Клучно е, ќе се репризира моделот на Зоран Заев или некоја варијанта на моделот на Бранко Царенковски како можна разврска во врвот на ВМРО-ДПМН. Мицковски доаѓа на чело на ВМРО-ДПМН. Знаете, ако Мицковски беше протежиран од една политичка структура и таа го донесе на чело на ВМРО-ДПМН, тогаш лесно таа структура може да го задржи или да го смени од врвот на ВМРО-ДПМН. Но ако е тој резултат на одредена симбиоза, одредена коалиција на повеќе политички, безбедносни, интересовни, надвор од Република Македонија структури, длабока држава, олигархи и така натаму, и тоа е некое средно решение, тогаш треба да се направи нов компромис на целата таа структура, за да може да биде заменет или сменет Христан Мицковски. Нападите на Панче Тошковски внимателно следете ги, бидејќи тоа ќе биде лакмусот да се види во кој правец ќе одат разврските. И во најголем дел, гледате што ќе прави Александар Вучич. Ќе биде Ивица Дачич нов премиер или председател? Нема да биде. Вучич на која функција ќе биде? Ќе прифати некој американско или неамериканско решение? Како ќе ги издржи студентските протести или процеси, бидејќи тие процеси всушност не се контролирани од никакви политички субјекти, и како ќе се однесува меѓународната заедница? Некаде на 4 дена пред изборите во Косово, тој има текст, мислам дека е Брисел Today, поранешен министер за Европа во влада на Тони Блер прогнозира дека ќе победи Албин Курти, но тешко ќе формира влада Албин Курти и го споменува градоначалникот на Косовска Митровица како можно компромисно решение. Во кој правец одат процесите во Косово? Па на компромисно решение, освен ако Албин Курти не голтни не една, две жаби и прифати се што треба да направи, за да може да ја заработи поддршката, овој пат не на Америка, туку на Велика Британија. Вие секогаш гледате како функционираат американците, но никогаш не гледате како функционираат британците, бидејќи тие неко прават тоа јавно, секогаш под маса ги завршуваат работите, и кога тие ќе ги завршат работите, тоа многу повеќе боли од тоа што го прават американците. Во наредните политички анализи за Бранко Царенковски, што ќе прави Бранко Царенковски? Ќе чека локални, дали има сила воопшто Бранко Царенковски? Дали ќе се презима партијата од Максим Димитриевски?
каква ќе биде разврската со Максим Димитриевски, што ќе прави Зоран Заев, му подготвува ли наследник на Венко Филипчи. Никола Груевски, модел на Никола Груевски, играчите на Никола Груевски врвот на ВМРО ДПМН, судбината на Христо Мицкоски и првенствено, дали длабоката држава ќе обезбеди да има смена или ќе мора да се оди на ресет. Ако се оди на ресет, тогаш ќе биде кому иде. Ако се оди на смена, тогаш тоа ќе биде бура во чаша вода или контролиран процес. Ова беше нашата политичка анализа, 4-та, 5-та поред. Ново дружење, недела 22 часот интервју и политичка анализа вторник 2 часот и 30 минути. До недела и до вторник. Пријатно вечер, Македонија, каде да си.